Малку недостасувало овие огромни бетонски остатоци од потпорен зид да завршат во собите од семејството Демирови во Кочани. Се случило при последните обилни врнежи во момент кога семејството се подготвувало за спиење. И падна зидо и знаеш и тресе се дури и децата уплаши се. Почна да плачат, која искочиме надвор, бегаме, која гледаме зидо падна. Можем земја трес биде. Децата удвирија се. Од страв, свлечиштето да не заврши во нивниот дом, без сон се Демирови. Постојано на штрек од можноста куќата да им ја снема под остатоците од бетон, што се на милиметар од нивниот дом. Не смиеме, има вода ни улаво унатре у собата. Мојата куќа е раздрмата, се лом. Само да се легне да гледате унатре што има, да гледате колку сам оштетен, што сам онадел вода. На таа пресудна врнежлива ноќ, кога од корени се променил животот, зборува 59 годишната Ефет Делипова. Покрај обилниот дожд и гремежите, силен тресок ги извадил од памет. Кога искочиме и ово зидо, пукна и почна да пада надоле. И почнаа децата да цркат. Цркат децата, почнаа да паднат. И почнаме ми да плачеме. Среќа во несреќа е што досега нема повредени, освен причинетата штета. Опасноста, како што велат оштетените, не е помината. За лошото да биде полошо на овој дел од улицата Гроздан Трифунов е овој склонопаден потпорен зид, кој што ова пукнатина не изгледа добро. Тоа дава дополнително неспокојство кај семејствата, кај што зидот кој што се урна им направи значителни штети. Делипови и Демирови очекуваат итна помош од локалните власти. Но таткото на градот Илиев објаснува, зафатот за отстранување на купиштата од бетон и земја, како и санирање на остатокот од потпорниот зид, не е едноставен. Ние извршивме измена во планот за јавни набавки, направивме предмер пресметка колку ќе чини тој потпорен зид, бидејќи тоа не се работи за мал потпорен зид, туку се работи исклучиво за еден специфичен потпорен зид, кој што бара прво еден прецизен проект, понатаму и изведбата не е едноставна, бидејќи со отстранувањето на остатоците од сегашниот потпорен зид можеме да допринесеме да падне да се свлече целата куќа и тогаш граѓаните ќе барат и куќа да направиме. Во меѓувреме, неизвестноста е главна мака за 20-тината граѓани на Кочани кои живеат на улицата Гроздан Трифунов. Времето не им е сојузник. Нетрпеливо очекуваат итна санација на она што остана од потпорен зид и расчистување на блокираната улица од купиштата бетон и земја.